имајќи ги предвид искуствата од регионот, особено Албанија и Србија. Клучната порака од нашите колеги од регионот е внимавајте. И целата дискусија укажува на два збора сериозна предпазливост при воведувањето на ветинг. Но, дали ветинг или не, имаше различни мислења во дебатата. Она што е најбитно е дека ние се уште не знаеме за каков ветинг имаме залагања. Бидејќи имаме залагања од политички партии, имаме залагања од одредени стручни лица, имаме од друга страна пак големи спротивставувања на ветингот, имајќи предвид дека во нашата држава веќе подолго време функционира една солидна законска рамка и институционална рамка, која што треба да овозможи редовност во изборот, правилниот избор и одговорноста на судиите. Очигледно е дека практиката наметнува една поинаков, посериозен однос кон употребување на овие механизми кои што веќе ги имаме, за да не дојдеме повторно во ситуација да се враќаме години назад со преиспитување на сите институции, воведување на нови и нови институции за ветингот. Најмногу забелешки имаше во судството дека не може да се спроведе ветингот. Не е проблемот на тоа дека не може да се спроведе ветингот. Проблемот што е многу проблематичен и од уставен аспект и од аспект на праксата на Европскиот суд за човекови права и дека оние модели што досега ги имаме не покажуваат сериозни резултати. Значи, прво има некои принципи дека судиите подлежат на одговорност, точно и тоа поголема од другите, бидејќи имаат доживотен мандат, меѓутоа можат да бидат оценувани само во соодветна постапка и само од суди. И тоа мора да се запази, а тоа во досегашните пракси, барем што ги имаме во регионов, го нема. Може ли да се претвори ветингот во политички реваншизам? Апсолутно. Значи, апсолутно една од клучните опасности во процесот во ветинг, како што покажува досега праксата, е можноста за поголемо влијание на политички партии и на екзекутивата врз судството. Значи, тоа не враќа уште, може да не врати уште многу чекори назад и наместо независност да добиеме поголема зависност и наметнување на екзекутивата врз судството, односно да имаме уште поголем проблем во рамнотежата на властите, нерамнотежа на властите. Како да се спречи? Очигледно е дека она што нам ни е необходно е поголемо и посериозно пристап во примената на механизмите кои што веќе ги имаме. Многу често нашите институции одат во многу формалистичка примена на некои мерки без да се гледа големата слика, но еве и судиката Лазарева Трајковска ќе посочи на некои примери. Значи, многу е битно од куколот да се издвои од житото. Треба точно да се знае, и веќе се знае во македонската јавност, кои се ризичните предмети, па и онаму каде има повеќе ризик за судиите, и тие треба да бидат клучниот предмет на тамошна цел на, еве да кажеме, некакво прочистување или посилно залагање за примената на механизмите на одговорност во судството.